насилничка практика која веќе преминува во отворен политички прогон против неистомислениците, која што дојде после најавите на некои граѓански движења да се забранат, односно да се стават надвор од правниот поредок одредени партии или здруженија, веќе тие се обелоденуваат. Имено утрово членот на президиумот на Левица, еден од најактивните демонстранти на протестите од движењето Протестирам, професор доктор Здравко Савески, е повикан на информативен разговор во полициската станица Пролет во Кисела Вода, по што по обавениот разговор е задржан со неофицијално обвинение за учество во толпа, за кое се заканува парична казна и затворска казна до 3 години. По секој момент се очекува професорот да биде изведен пред судија во претходна постапка и да даде исказ пред јавен обвинител. Шпекулациите се дека ќе му биде одредена мерка притвор. Левица најостро се спротивставува против ваквиот отворен политички прогон на нашите членови. Сакаме да напоменеме дека уште за 4 наши членови на највисоките раководни функции веќе се пристигнати покани за информативен разговор. Нашите совети се тие веќе да не се појавуваат на овие разговори затоа што има опасност да бидат уапсени. Сметаме дека ова е со цел да се угуши народниот револт кој станува се помасовен и помасовен, и имаме 3 пораки. Првата порака е до министерот и заменик министерот за внатрешни работи да ги евидентираат, но да не ги процесуираат овие кривични пријави додека не заврши оваа политичка криза. Второто барање е до јавното обвинителство да не бара притвори во овие предмети. И третата порака е до судијата, не до судот, туку до конкретниот судија на кај кој што ќе се падне овој предмет, по ниту еден основ да не определува мерка притвор, туку да остави правдата да тече онака како што е предвидено, без никакви суптилни притисоци. За крај сакаме да порачаме на оние кои што штитат криминали, дека немате вие затвори, колку што ние имаме следбеници. Сега му го препуштам зборот на мојот колега. Денешново приведување нашиот колега Здравко Савески, ако се вратиме малце хронолошки, ќе видиме дека потекнува уште од најавата на претседателот, дека они ги следат левичарите, следат како нас не представија како анархисти, потоа преку пораката на господинот Пандов, дека ќе ги прекинуваат политичките партии, и сега преку представници на МВР, преку корумпираното судство и јавно обвинителство сакат во целост да го реализираат. Пораката од овдека јасно ја праќаме. За секој наш притворен само прават контраефект. За веќе се припрема најмасовниот протест и повикуваме граѓаните да истраат во сите, значи без разлика на политичката припадност, без разлика на верската припадност, без разлика на невладина организација лева ориентирана, десно ориентирана, сите кои се против овој режим да се здружиме заедно и една за секогаш да ставиме крај. Вака ова лудило во Македонија мора да престани. Се повикуваме, значи не повикуваат како граѓани, не повикуваат како синдикалци, не повикуваат како политичари. Единствено криминалците во оваа држава се аболицирани и тие можат комото да владеат. Ова лудило, повторно ќе кажам, Македонија не може да владее вечно. Мора да ставиме крај на ова и ги повикувам граѓаните да се охрабрат, сите заеднички една за секојаш во Македонија да се воведе правен систем кој што ќе важи подеднакво за сите. Мафија на робија! Повелете кривите. Мафија на робија! 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 Саминик министрот јавно кажа дека не снимале, нека не снимаат, меѓутоа ќе видиме чиви снимки ќе превладат кога ќе дојде правниот систем во државата. Кој ќе одговара? А некој треба да одговара во државата. Меѓутоа народот овдека најмалку треба да одговара. Се знае, се виде кој треба да одговара преку спроведената аболиција. Можете ли да ги објавите имињата на тие што се повикани? Не сакаме да го објавиме, значи како што кажа претходно колегата, не има стратегија тие повеќе да не се појавуваат. Да не оди, ова веќе мислат дека тие со притисок, меѓутоа прават контраефект, верувајте. Социјалните мрежи и повиците до нас се масовни, луѓето што буквално има ваква порака. Не мисле веќе да протестирам, вечер излагам со цела фамилија. А зашто ги теретат приведените? Не знаеме, се уште чекаме да видиме кога ќе заврши зашто се теретат. За сега немаме информација, значи за учество најверојатно на протестите, зашто може да ги теретат. Неофицијално. Пазите кои луѓе се апсат, се апси доктор на науки по економски, се апси професор доктор. Значи сите тие што нешто можат во државата да воведат, а криминалците се остануваат да владеат во оваа држава. Ова не може вака да биде веќе. Купени дипломи.
Ние не се откажуваме од ова, значи ова нема да не заплаши. Напротив, како што кажав, масовните протести ќе станат се помасовни. Здружен е народот, дека секој кој што е опозицијски настроен се здружува. Сами не здружуваат, сакале ние или не. Они го прават ова обединување на граѓанството на сите опозицијски што се настроени во државата. Бранимир, ти имаше нешто да додадеш? Сакав да кажам дека неофицијално оно за што се терет Здравко Савески е учествува во тоа, тоа е член 385, но тоа е неофицијално. Исто сакам да кажам дека ова е обид за да се застрашат луѓето што протестира, за да не излезат на протести, но пак ќе кажам, нема да се уплашим, кога што гледате, самите гледате колку луѓе се собрат тука, вечера ќе се собрат уште повеќе луѓе на протести и нема да не застраши. Предпоставувам дека станува збор за онаа вечер кога и демонстрантите беа нападнати од полицијата. Не знаеме, да не спекулираме, не знаеме, чекаме да заврши процесот па да видиме зашто се работи. Немаме информација. Се уште е во најверојатно во полициска станица во Пролет. Кога ќе имаме информација за тоа, ќе ви информираме зашто е. Не, немало дополнителни закони. Немало некои официјални, освен ова на Facebook што коментираат, меѓутоа тоа не го светам за сериозна закон. Има ли Левица донесена одобрение? Немате сега. Мислам, ова пресконференција е повикана исклучиво за денешниот настан, па ќе дојде другачи. Мислам, имаме и соопштение по тоа пратено. Ништо. Благодарам. Шо бе?